Мојот чадор може да е и балон. Текст Ела Пероци. Слики Марленка Ступица. Покрај потокот се простираше широк тревник. На тревникот имаше отворен малечок жолт чадор. Чадоров на Елена и беше шатор. Елена скокаше околу шаторот и си играше со црвена топка. Топката беше сосема нова. Па дедо, баба, мама, тато и тета многу се грижеа за неа. Внимавај на топката. И рекоа на Елена кога таа ја изнесе на тревата. Ла 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 ла. Пееше Елена, ја фрлаше топката високо во воздухот, па ја фаќаше в раце. Потоа ја фрли топката толку високо, што не можеше да ја фати. Топката падна во потокот и потокот ја однесе со себе. Низ прозорецот од куќата гледаа дедо, баба, мама, тато и тета. Елена, каде ти е топката? Ја прашаа. Ми падна во вода. Одговори Елена и седна на својот шатор. Дедо, баба, мама, тато и тета заканувачки и замавнаа со показалците. Воопшто не внимаваше на топката. Елена го зграбчи својот шатор за дршката и си го стави врз главата. Ги затвори очите за веќе да не ги гледа на лутените лица, кои ја ѕиркаа од куќата. Со затворени очи се чинеше дека е сосема сама. Цврсто го држеше жолтиот чадор. Мојот чадор може да е и балон, шепотеше. Чадорот се наду и уште повеќе се испакна. Почна да се крева, а Елена силно мижеше. Јасно слушна како одоздола и се чудат. Каде одиш? Се стрчаа кон улицата и гледаа како надуениот жолт чадор го носи девојчето меѓу белите облаци. Си замина така, без прашање. Рече тато. Елена ги отвори очите дури кога се најде над градот. Големите куќи изгледаа сосема малечки. Помеѓу куќичките вида 4-аголни дворови. Во еден од дворовите имаше висок куп цепеници. Толку висок, што одсејуваше од сонцето. А таму, на врвот од купот, седеше една мачка и се топлеше. Мјау! Тук таму, помеѓу куќичките и уличките, можеше да се види зелениот килим од тревниците. Среде еден од тревниците стоеше дрвено конјче, а едно момче јаваше на него кон некоја измислена земја. По уличките се возеа кутивчиња, веројатно трамваи. Покрај куќичките врволеа црни точкички. Таа беа жителите на градот. Од покривите излетаа бели булаби, па се вивнаа токму кон Елена и летаа крај неа. Таа ги повикуваше: "Голапчиња!" Потоа птиците повторно се спуштија на покривите, а Елена продолжи да лепти. Го биколи стариот замок и им мафташе на децата што таму си играа криенка. И се зачудија кога ја догледаа како лебди во воздухот. Стапнаа врз клупите и се качија на зидот околу замокот за да ја видат подобро. Ги пружаа рацете кон неа и ја повикуваа. Но Елена го заврте својот балон кон облакодерот. Таму, на една тераса, луѓето си пиеа кафе. Сите се кренаа од случањата што ми ја догледаа. Беа воодушевени. Елена, со жолтиот чадор во небото. Колку убава слика беше тоа. Дури сонцето сјаеше за гледката да биде уште поубава. Лебдеше спрема паркот. Полека се спушти кон земјата и слета во една леа со цвеќиња. Само што тоа не беше паркот и тоа не беа цвеќиња. Таа беше земјата Шапкарија. А во леата растеа шапки. Колку чудесни шапки. Сите беа различни и растеа на долги страци. Ветрот ги нишкаше. Елена го затвори чадорот и ја разгледуваше чуднава земја. Мислеше дека е сама, но малку подоцна најде деца. Сите беа од незината улица. Колку само им се израдува кога ги виде. Па тоа не беше никој друг, туку баш Мишко, Снешка, Пипи, Борче и Ѓорги. Дома не смее да си игра со Мишко, затоа што тој има мерак да се тепа. Со Снешка не смее да си игра, бидејќи таа има си паници. Со Пипи не смее да си игра, бидејќи таа кашла, Борче и Ѓорги пак не си играат со девојчиња.
Дали ќе останеш кај нас? Ја праша. Многу ве сакам, рече Елена, а децата ја покажаа шапкарија. Ова се одлични шапки. Кажа Мишко. Можеш да си ја набереш која сакаш и колку сакаш. Каква шапка ќе ставиш на главата, таква ќе станеш. Види? Секој си набра по една шапка и си ја стави на главата. Мишко со црвената шапка беше капетан на патничкиот брод Шатка. Снежка со белата шапка беше балетанка. Пипи со сината шапка беше права дама. Борче со шарената шапка беше шофер, а Ѓорги со зелената шапка беше пилот. Секој се промени и стана нешто друго. Некој од нив си стави таква шапка со која веднаш стана севидлив. Можеше да гледа низ грмушките, низ куќите и преку нив. Можеше да ги види и рибите во водата. Тогаш Елена се сети на својата топка. Те молам, севидлив, побарај ми ја топката. Севидливиот веднаш ја најде. Беше во потокот на другата страна од шапкарија, заглавена меѓу камењата. Сите трчаа по севидливиот. Севидливиот си ги заврати панталоните, скокна во водата и од неа ја изнесе топката на Елена. Потоа си играа со топката и секој сакаше да ја вивне највисоко што може. Најпосле им здодеа. Набери си шапка. И рекоа на Елена. Не ми треба зашто имам чадор. Ама моето семејство би морало да има вакви шапки. Одговори и набра неколку. Ги заврза за чадорот и го отвори. Чадорот се наду и ги однесе Елена топката и шапките до дома. А дома? Сите се уште стоја на улицата и гледаа во небото за да видат кога ќе се врати Елена. Беа налутени. Тато веќе си размислуваше како ќе ја искара, бидејќи таа толку многу ги закриши. Елена се спушти кон нив на улицата. Што ме гледате така? Ги поздрави. Еве ја топката. И ја даде топката на баба, а таа ја стави на сигурно место. Мама прва сакаше да каже нешто, но Елена ја престаси и ја даде на јубавата шапка. Кога мама си ја стави шапката на глава, многу се расположи. Ура! Сега сум најубавата мама во целиот град. Елена ги даруваше сите поред. Детото со шапката на глава застана мирно, салутираше со раката и рече. Ете, сепак дочекав да станам генерал. Баба ја одврза марамата и си ја стави шапката. Малку се подмладив, рече. Баш ми е кеф. Тато си ја стави шапката и достоинствено проговори. Сосема неочекувано годинава дипломирав и станав професор. Тешко е да се опише колку многу се развесели тета кога си ја стави шапката на глава. Гледајте, извика. Стана филмска глумица. Ке ме сликаат за насловната страница на најпознатото списание. На Елена ја остана само уште една малечка шапка. Оваа шапка ја даде на едно девојченце кој беше толку малечко што досега не го ни забележувавме. Девојчето се викаше Ана и беше единствената и најдрага сестричка на Елена. Ана си ја стави малечката шапка на глава и рече: Јас сум златна рибка. Така сите добија подарок и сосема се променија. Ја праша Елена: Зар немаш шапка за себе? Не ми треба. Имам чадор. А мојот чадор може да е и балон. Уредник Никола Гелевски. Превод од словенечки Давор Стојановски. Видеопродукција Кети Талевска. Снимател на звук Ивица Јанкуловски. Звучни ефекти и музика Бисера Анастасова. Читаа Талија Настова и Никола Настоски. Издавач Темплум.